Сашо Мијалков и Гордана Јанкуловска долго не се задржаа во Скопскиот кривичен суд, каде беше закажан почетокот на новиот процес за Таргет тврдина, еден од клучните предмети на поранешното СЈО за масовното прислушување и уништување на опремата за прислушување. Трна па застана, така може да се опише стартот на повтореното судење за обвинетите во овој случај. Процесот најде на проблем. Еден од обвинетите, Тони Јакимовски, кој е во домашен притвор за друг предмет, не беше во судницата. По кусата пауза беше соопштено дека судот е одговорен за отсуството на Јакимовски. До него била пратена покана да се појави во судница, но истовремено не била дадена наредба до полициската станица за да го спроведе обвинетиот во судот. Откако го утврди пропустот, судот констатираше дека не се исполнети условите за одржување на главната расправа и затоа судењето ќе почне утре. Така што повторениот процес на можеби најважниот случај за незаконско постапување на функционери од претходната власт имаше неславен почеток. Дали очекувате во крајно време веќе некој воопшто да одговара за масовното прислушкување во земјата? Судењето за Таргет тврдина почнува од почеток, а делата застаруваат. Јас сум кажал дека владата, министрите и јас како премиер воопшто не се мешаме во работата на судството, така да сите прашања во однос на било кој судски случај кој што е во тек треба да бидат поставени на судската или на обвинителската власт, зависно од типот на прашањето. Овој предмет пак влезе во судница откако во декември минатата година апелацискиот суд ја укина првостепената пресуда од 2021 со која екс-директорот на УБК Мијалков беше осуден на 12, а поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска на 4 години затвор за учество во масовното повеќегодишно прислушување политички опоненти, новинари, бизнисмени и граѓански активисти. Во предметот покрај Мијалков и Јанкуловска беа обвинети 11 лица кои со првостепената пресуда беа осудени на вкупно 55 години затвор и 10 години условна казна. Поради опасност од застарување на дел од делата, оние на Мијалков веќе во 2025 година се најавуваше забрзана динамика на судските рочишта. Но денешните случувања пак ја покажаа неефикасноста на системот за навремено процесуирање на предмети поврзани со незаконски дејства и корупција на високо ниво. Тоа пак се одразува на ставовите на граѓаните. На последното истражување на Еврометар, обвинителството и судството се наоѓаат на дното на листата институции со најмала доверба во општеството. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.